Ние најнапред да искажам мојата благодарност за поддршката која што добивам од господин Александров и од Македонската црковна заедница во Австралија и се поголемата поддршка која што ја добивам од целата диаспора на македонците, на сите македонци во светот, меѓутоа и од се поголемата поддршка која што ја добивам секојдневно од членството на ВМРО ДПМН. На само 24 часа помалку 24 часа од одржувањето на конвенцијата на ВМРО ДПМН, јас решив денеска да се обратам и да упатам неколку пораки до јавноста, меѓутоа и до делегатите на ВМРО ДПМН на утрешната конвенција. И покрај црната сенка која што беше фрлена со пародијата од собирање на потписи за поддршка на еден од кандидатите кои патем никаде јавно и не беа обелоденети, видовме така наречена потписи на така наречена граѓанско-делегатска основа, каде во старт се фаворизира еден од кандидатите и мислам и сигурен сум дека утре ќе победи честноста, ќе победи разумот, ќе победи правдата, ќе победи совеста и визијата за Република Македонија. Очекувам во текот на денешниот ден или евентуално во текот на говорот кој што ќе го има председателот на ВМРО ДПМН на самата конвенција, да им овозможи, односно да каже дека сите пријавени кандидати имаат ист третман, односно дека имаат иста стартна позиција и да ги повика делегатите да гласаат сите по сопствено убедување и по сопствено уверување. Пред целата македонска јавност и посебно пред делегатите на конвенцијата, сакам јавно да порачам дека поучен од историјата на ВМРО за сиве овие години откако постои оваа организација, поучен од негативностите кои што се резултат на многобројните делби и раслојувања во ВМРО, кои што негативно се одразиле на македонецот и на изградбата на македонската држава, јас сакам да порачам дека мојата кандидатура на конвенцијата на ВМРО ДПМН не е нешто да делам, туку напротив да обединам. Значи, целта ми е да ги реинтегрирам сите сили во ВМРО ДПМН, да ги релаксирам меѓупартиските и меѓуетничките односи. Не се кандидирав колку да се кандидирам и да бидам параван за некој друг да биде избран, туку едноставно да победам. Не чекав и не замолив некој друг да ме кандидира, а јас да глумам дека ја прифаќам нивната иницијатива. Напротив, јас се кандидирав официјално на 13 декември минатата година, каде што, иако мојата најава беше скоро година дена и повеќе претходно најавена. Значи, не се кандидирав се кандидирав со една своја програма, која што ја ставив на увид на целокупната македонска јавност, на целокупната стручна и научна јавност и на делегатите на конвенцијата, за да проучат, да ги видат позитивностите или негативностите на таа програма и добро е што досега доаѓаат само пофални зборови за сето тоа. Се кандидирав да го подигнам демократскиот капацитет на партијата, се со цел да се испочитува плурализмот на размисли, идеи и ставови, затоа што поинаквото размислување во една политичка партија, во една демократска партија, не е ерес, не е хендикеп, туку напротив предност и квалитет кој се цени и кој носи прогрес на партијата. И на крајот би сакал да кажам дека сервилноста како карактер на некои од кандидатите кои што се претенденти за највисоката функција во државата не носи предност, туку напротив, не носи предност ниту на партијата, а уште помалку на самата држава. Значи, доколку некој од кандидатите е сервилен према одредени структури во партиското раководство, бидете сигурни и очекувајте дека утре таа иста сервилност ќе биде покажана и према повисоки авторитети, односно према странски притисоци кои што ќе дојдат и на кои што постојано е изложена нашата држава. И од тука порачувам до делегатите да го изберат вистинскиот кандидат за председател, кој има свој авторитет, кој што има своји ставови, кој што ќе го почитува територијалниот интегритет и суверенитет на оваа држава, кој ќе ги почитува различитостите и кој ќе се обиде не само формално и фактички, туку и реално да биде татко на нацијата, татко на сите граѓани на Република Македонија. Ви благодарам за вниманието и доколку знам дека имате други
ангажмани, меѓутоа доколку имате прашања, јас сум спремен да одговорам. Што мислите за конвенцијата утре? Какви се вашите шанси со оглед на тоа, пак повторно ќе речам дека видни раководни функционери од долната комуна дадаа веќе поддршка за деоњивање? Да, меѓутоа морате да имате во предвид дека тоа го дале на се надевам и сакам да ги уверам делегатите дека тоа го дале на една индивидуална основа, на лична основа, не за тоа не стои партијата и очекувам сите утре да имаме стартна позиција, иста стартна позиција и сигурно дека моите шанси за успех се многу поголеми доколку се гласа слободно и по свое сопствено уверување и убедување.